Како си? Одлично, благодарам. Одлично. Добро. Добро. Добра сум. Одлично. Книга која ви оставила најголем впечаток. Клетници. Нечиста крв. Пророкот. Ромео и Јулија. Златото на Златарот. Пиреј. Предавање во библиотека или во училница. Библиотека. Во училница. Библиотека. Во библиотека. Во училница. И двете. Предмет кој би го слушале до крајот на животот. Книжевна генологија. Хрватска книжевност. Јужнословенски книжевности. Српска книжевност. Хрватска книжевност. Македонска книжевност. Зошто книжевност? Сите духовни скапоценности потекнуваат токму од книжевност. Поради љубовта кон пишаниот збор и слободата на изразување. Затоа што на овој начин најдобро се спознавам себе си. Затоа што книгата е најголем пријател. Поради тоа што сум љубител на пишаниот збор и поради љубовта кон наставничката професија. Поради љубовта кон пишаниот збор. Читање или пишување? Двете. Читање. Двете. Читање. Читање. Пишување. Поезија или проза? Поезија. Проза. Поезија. Поезија. Проза. Поезија. Омилен македонски писател. Анте Поповски. Петра М. Андреевски. Радован Павловски. Петре М. Андриевски. Кочо Рацин. Петре М. Андреевски. Изрецитирајте дел од вашата омилена поезија. Орелски крилја, как да си метнех, и в наши страни да си прелетнех. На наши места ја да си идам, да видам Стамбул, Кукуш да видам. Како што таа живееше додека јас умирав, како што и јас не знаев како би умрел ако таа не се родеше. Ако умрам, носата ме на носилка од метафори. Дај Господе што помалку очите да им ги бодам, штом тие лево ке фатат и јас десно да одам. Исцедете, ограбете, поти труд и меса голи. Уста пуста затворете, да не каже оти боли. Во овој свет на лаги само ти си вистина. Среде мрачен океан, единствен остров светлина. Порака до идните студенти на нашата катедра. Излезете од темнината и од злодевноста и сега како сакате подлабоко да ги запознаете нашите великани, повелете на нашиот факултет. Ги повикувам сите идни студенти кои што ја негуваат љубовта кон пишаниот збор и кон уметноста да се запишат на нашата катедра во што поголем број. Читајте се околу вас, што не мора да биде во облик на книга, во се има инспирација и во се има порака. Доколку и вие сте љубители на книжевноста и на пишаниот збор, ова е вистинско место за вас. Доколку го почитувате пишаниот збор и доколку сакате да станете дел од семејството на нашата катедра, тогаш вратите за вас се отворени. Нашата катедра е всушност пресликување на целото наше минато, на целата наша историја и затоа мислам дека е прекрасна за изучување.